Патот долг 138 километри, пробивајќи се низ Карпите, Кичевскиот предел и секако поречието, својот мир реката Треска го наоѓа во кањонот Матка. Намерата ми е да ги посетам сите цркви и светилишта, да скокнам до Врело, да пием кафе во планинарскиот дом, да го посетам ловиштето. И сето тоа за еден ден? Не, драги мои. Матка не ми дозволи да ја подсенам и да претрчам низ неа. Споменик на природата. Како и да го погледнете, останувате без див. Ова величенствено дело на природата, со висина на кањонот од 1000 метри, е создадено со вертикална ерозија на реката Треска во текот на долгата геолошка историја. Легенда. Бојана била прекрасна господарка на Марков град над селото Матка. Во неа се влюбил некој турчин. Откако го одбила, тој решил насила да ја земе. Храброст противставувајќи се убила 70 турци. Кога видела дека и нема спас, скокнала од карпата на градот во реката Треска. Турците потоа го разрушиле градот. Ова е манастирот Света Богородица, кој е познат и како манастир Матка. Бил матичен манастир за повеќе цркви, манастири и монашки братства, што се наоѓале во овој дел од теснецот на реката. Денес жив женски манастир, каде што сестринството неуморно изработува свештенички одежди за целиот православен свет. Црквата Свети Никола, сместена на планински рид високо околу 600 метри, представува комбинација од две цркви, градена околу 200 години, од 12 до 14 век. Се наоѓа во близината на средновековното село Нир. Патниците од 14 век патот ги водел од тука до Марков манастир, под дворецот на Марко, околу кој течела Маркова река. Легендата вели дека по Косовската трагедија, кралот Марко, на местото каде што е убиен неговиот брат Андреа, подигнал црква, а за никој да не го вознемирува во неговиот покој, ја свртел Треска да тече по некогашниот пат. Така, црквата и гробот на својот брат сосема ги издвоил од светот. Посакувам здрави, живи и весели да се луѓето во мојата чудесна земја. Возејќи се со чамецот, нестрпливо се вртев ту одлево, ту одесно, надевајќи се дека ќе ги видам белоглавите орли. Но, очекуваната гледка ќе остане за некој друг ден. По 30 на минути пловидба стигнавме до Врело. Мистично убава подводна пештера, за која ќе речам само Господ знае колку е длабока. Досега се истражени 500 метри хоризонтално и 212 метри вертикално и представува една од најдлабоките пештери во Европа. Во пештерата Врело ќе ги сретнете и колониите лилјаци. Секој лилјак изедува неколку стотици инсекти за неколку часови. Овој сталагмит расте по 2 мм годишно. Ако постојам тука во наредните 300-400 години, можеби ќе дочекам да се спои со овој сталактит. Тука е и Руското езеро, наречено така по рускиот амбасадор во Македонија, кој една зима храбро се извањал во него. Приказната тука ја завршувам. Исполнив само еден дел од предвиденото. Не, Матка не може да се види во еден ден. Затоа е убава. Приказната секогаш продолжува. А дали знаете дека во кањонот Матка е зачувано извонредно богатство на автохтона флора и фауна, со примероци кои од целата планета ги има само овде. И затоа, сетете се на Матка кога покрај вас ќе прелета пеперутка. Мојата чудесна земја.